Добар ден на сите. Моето име е Лука Андов, јас сум ученик во Средното стручно училиште Влаво Тасевски Скопје и во оваа лекција ќе го објаснам начинот на прием на поштански пратки. Најпрво ќе го дефинирам приемот на поштански пратки, потоа ќе објаснам каде може да се предаде обична писменосна пратка за прием и ќе ве информирам кои пратки се забранети за пренос со поштанско сообраќајни врски. Приемот на поштанските пратки е прва фаза во процесот на пренос на пратки. Под прием на поштански пратки се подразбира прием на пратки од испраќачот за да бидат отпремени и да му бидат врачени на примачот. Приемот на пратките започнува со преземање на пратките од испраќачот, а завршува со жигосување на пратките, со што поштата потврдува дека пратката ги исполнува пропишаните услови за превоз, како адресирање, пакување, димензии, тежина и друго. Каде може да се предаде обичната писменосна пратка за прием? Приемот на поштанските пратки е процес на собирање на поштански пратки предадени на шалтер во единиците на поштанската мрежа, уфрлени во поштанските сандачиња или преку поштова разнесувач. Тој може да врши прием на пратки за широкото и за најширокото доставно подрачје. Ако постои основно сомневање дека поштанската пратка содржи предмети чиј исто пренос е забранет, поштанскиот работник може да побара од лицето што ја предава пратката да ја отвори и да ја стави на увид содржината на пратката. Во внатрешниот и во меѓународниот поштански сообраќај е забранет приемот и преносот на следниве поштански пратки: предмети чиј исто пренос е забранет со закон, како опиум, морфиум, кокаин и други, експлозивни и лесно запаливи предмети, радиоактивни и други опасни материи, чиј што прием е поврзан со опасноста за другите пратки, за поштанските работници и за превозните средства, како барут, бензин, петролеи, јаки киселини. Предмети кои по својата природа или амбалажа може да бидат штетни за нормално одвивање на поштанскиот сообраќај, бидејќи се опасност во поглед на загадување, оштетување или опасност по живот, за вработените во поштата или за поштанските транспортни средства или за други поштански пратки. И предмети што се забранети со актите за Светскиот поштански сојуз. Доколку постои сомневање дека поштанската пратка содржи некој од горе наведените предмети, поштанскиот работник има право да изврши преглед на содржината на пратката. На крај можеме да повториме оваа лекција преку следниве прашања: како се дефинира приемот на поштански пратки, каде може да се предаде обична писменосна пратка за прием, објасни кои пратки се забранети за пренос. Ви благодарам за вниманието.